Антоанита Димовска од Судскиот совет, председателката на Советот за јавни обвинители Душица Димитриевска и нејзиниот заменик Башким Бесими мува не ги лази за укажувањата на антикорупцијска и реакциите во јавноста, зашто во исто време седат на две столици, на овие функции, а и во Академијата за суди и јавни обвинители, додека председателот на Судски совет Александар Камбовски најавува дека ќе има колективна одлука за ова прашање. Неговата колешка Димовска не мисли така. Таа во телефонски разговор за Алфа вели дека антикорупцијска греши со одлуката да им се запрат функциите во Академијата поради судрена интереси. Пред 2 месеци, заедно со екс-председателката Весна Дамева, коментираа дека антикорупцијска се ставила во улога на суд, а и селективно одлучила само за нив, бидејќи, како што велат, концентрација на моќ има и кај останатите членови од управниот одбор на Академијата. Зошто само за 2 члена е најдено дека има судирни интереси, а за други нема? Кога се во слична ситуација, да има концентрација на моќ, но тоа јас не сакам да го елаборирам, затоа што јас го ја бранам одлуката и на тие кои што сега членуваат, зашто некои може би имаат директен конфликт на интереси, но ќе се изземат. Оваа одлука на Државната комисија за спречување на корупција е разочарувачка и катастрофална. Зошто? Затоа што во самата одлука е измешано се и се што. Најразочарувачки и најскандалозно е што Државната комисија се ставила во функција на суд. Чекор подалеку отидоа членовите на Советот на јавни обвинители во нападите против антикорупцијска. За нив одлуката на антикорупционерите не подобна. Председателката на Советот Душица Димитриевска во телефонски разговор за Алфа тврди дека таа заедно со нејзиниот заменик Башким Бесими законски станале членови на управниот одбор во Академијата. Ставот и денеска не им е променет од седницата во ноември, кога одлучија дека одлуката за нивните 2 фотели е неподобна за извршување и противречна. По разгледувањето на одлуката, заеднички став на сите присутни членови на Советот на јавните обвинители е дека се работи за одлука која е неподобна за извршување и противречна во самата изрека. Видно е дека одлуката е донесена согласно одредбите од член 40 став 3 од Деловникот за работа на ДКСК, согласно која одредба ДКСК носи одлука за запирање на тамошното постапување по предмети во случај кога се утврдената фактичка состојба не е констатирана повреда на законот. Сепак, не толку тврдокорен е членот на Судскиот совет Ханиф Зендели. Тој пред 1 месец ја повлече номинацијата, најверојатно под притисок од јавноста. Антикорупцијска спори дека има судирни интереси во случајов, бидејќи членовите на советите треба да одлучуваат и за кандидатите од Академијата, а потоа да ги избираат и оценуваат. Веднаш по одлуката на антикорупционерите кои што побараат членовите да ги повлечат номинациите и да се запре нивното членување во управниот одбор на Академијата, Судскиот совет и Обвинителскиот совет одговорија дека нема ништо да преземат. Правната фила овие случувања ги коментира како причина плюс за недовербата на граѓаните во судскиот систем, кој што и онака одамна ја има изгубено.